Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во Република Македонија со многубројни манифестации беа одбележани 154 години од раѓањето на апостолот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. Гоце е роден во Кукуш во егејскиот дел од Македонија на 4 февруари 1872 година од мајка Султана и татко Никола. Зборовите, заложбите, битките и пораките Гоцеви денес звучат како силен глас, силен повик за слобода, за правдини, за горда, силна и вечна Македонија. Делчев е убијан од турскиот аскер на 31 година во селото Баница. Чествувањето за овај јунак, идеолог македонски, имаше во Скопје во црквата Свети Спас, во Битола пред спомен куќата на Гоце, во Струмица пред споменикот, како и во Штип, Прилеп, Делчево и така натаму. Во духовниот храм Свети Спас во Скопје, пред вечното почивалиште на Гоце Делчев, цвеќе положија повеќе делегации, меѓу кои од владата, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, како и од организации, партии и поединци. Чествувањето го предводеше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. На 74-тиот молитвен појадок во Вашингтон од нашава земја присуствуваат председателот на парламентот Африм Гаши, подпредседателите Антонио Милошовски и Јован Митревски, министрите во владата Стефан Андоновски, Златко Перински, секретарот Игор Јанушев и неколкумина пратеници. Во Дубај на глобалниот форум во рамките на светскиот самит на владите се обрати македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Таа укажа од Република Македонија веќе 25 години по потпишувањето на договорот за стабилизација и асоциација со Европската Унија и усогласувајќи се со институциите, правилата и регулативите европски. Но и покрај се, Македонија е меѓу најдолговечните кандидати, чекајќи на полноправно членство во Европската Унија. Тоа усогласување не го правиме само поради Брисел, туку и дека градиме систем во кој правилата ја надживуваат власта, истакна председателката Силјановска. На светскиот самит во Дубај таа се сретна и со председателот на Обединетите арапски емирати, шеикот Мохамед бин Заед Ал Нахјан, при што било разговарано за проширувањето на соработката меѓу двете земји на повеќе полиња. Потпишан бил и меморандум за разбирање со Обединетите арапски емирати, со што се отвораат нови можности за продлабочување на политичката, економската и трговската соработка. Македонија на зимските олимписки игри во Италија ја представуваа спортисти со исполнети норми. Јана Атанасовска и Виктор Петков во слалом и велеслалом, Ана Цветановска и Ставријада во нордиско трчање. Советот на Европа настаните во повеќе области во Република Македонија нема да ги следи постојано како досега, туку само од време на време. Тоа е запишано во резолуцијата што ја донесе парламентарното собрание на Советот на Европа и се оценува како голем успех и признание. Меѓутоа се вметнува барање, односно уцена, устав наш да се менува и во него бугари да се впишуваат, а тоа било прв извештај во кој се спомнува некакво бугарско малцинство, откако Македонија е членка на Советот на Европа околу 3 децении. Значи се врши дополнителен притисок врз нашава земја, со наметнати бугарски барања и се ставаат бариери на Европатот.
Продолжуваме со вестите. Во оваа година вонредни парламентарни избори во Македонија нема да има, туку владата е посветена на воведувањето ред во државата, на обезбедувањето подобра економија, подобар животен стандард, на спроведувањето реформи и дека ќе почнела со средби разговори со представници на земјите членки на Европската Унија, кои се наоѓаат во Републикава, нив ќе им се представат активностите, работата и резултатите кои се поврзани со реформите, изјави премиерот Христијан Мицкоски, укажувајќи дека составот на оваа влада е избран пред неполни 20 месеци и во ова време веќе се преземаат многубројни активности, а не едно да се ветува пред странските партнери, а друго да се прави зад завеса, рече тој. Што се однесува до уцените за уставни измени, премиерот веќе повтори дека ако Европската Унија ни го гарантира идентитетот и јазикот, тогаш тоа нека го потврдат и со одлука. Третиот научен симпозиум за Преспанското езеро се одржа во Корча, Албанија, со учество на македонски, албански и грчки експерти и со анализи на климатските промени од последните години и нивното влијание на намалувањето на водата на Преспанското езеро, како и влијанието на други фактори. Од симпозиумот имаше конкретни препораки и барања за брзи заеднички акции на трите држави за управување и зачувување на Преспанската оаза, која е исклучителна природна вредност на Македонија. Советот на Народната банка оцени дека домашната економија умерено забрзува, а инфлацијата забавила. Во 2025 година таа во просек изнесувала околу 4%, но дека и натаму постојат одредени ризици поради низа процеси и настани. На крајот од ланската година девизните резерви изнесувале 4 милиарди 920 милиони евра, што е гаранција за стабилноста на домашната валута денарот. Следи блокот информации на повеќе теми. Сојузот на синдикатите на Македонија се заканува со блокади ако не се прифатело барањето минималната плата кај нас да била 600 евра, а останатите плати да се зголема за 100 евра, односно најмалку за 6000 денари. Од синдикатот рекоа отинаку ќе блокирале кај Македонското собрание, пред Стопанската комора и пред владата. Синдикатот доставил иницијатива до Републичкото собрание за измени и дополнување на законот за плати, така што на пратениците и на другите избрани именувани лица и функционери, платите, примањата да им се намалеле за 80%. Од ВМРО ДПМНЕ му порача на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Трендафилов да застане на страната на работникот, а не на страната на неговите наредбодатели од опозицијската СДСМ. Инаку, доста фирми, помали бизниси, занаечи и други, се пожалија оти ке стават клуч на врата доколку најниската плата овдека се зголеми на 600 евра. На судењето за една од најголемите трагедии во нашава земја, кога во пожарот во дискотеката во Кочани живи изгореа 63 млади луѓе, сведоци на судењата значи откриваат нови состојби и страдања, дека внатрешноста на дискотеката, која диво била реновирана лани, плафонот бил спуштен доста пониско и обложен со сунгер, кога огнените прскалки на сцената за време на концертот нестручно биле запалени, пламенот го зафатил сунгерот на таванот и огнот неверојатно бргу се проширил. Во дискотеката настанало хаос, вистинско стампедо. Младите потрчале кон излезот, а бидејќи имало само еден излез, другиот бил блокиран, тогаш и толку многу настрадале. Судењето продолжува. И Македонија се најде во досиеата во отворените електронски пораки и документи, поврзани со случајот на контраверзниот починат американски милионер Џефри Епстајн. Откако се обелодени дека 1000 мозоци на починати луѓе од Македонија биле земани од психијатриската болница Бардовци, смрзнувани и однесени во Соединетите Американски држави за да биле испитувани за научни цели, од Министерството за здравство објаснуваа дека тие немале директни обврски, но дека е формирана работна група која ќе го проверува овој случај. Обвинителството отвори предмет поврзан со носењето човечки мозоци во Соединетите Американски држави, па ќе се чешла целокупната документација. Македонската полиција запленила 27 тони марихуана во акцијата спроведена во Скопје и Струмица.
и тоа е досега најголема заплена на дрога во Македонија. Акцијата на Министерството за внатрешни работи е поврзана со претходното откривање на 5 тони марихуана во Србија прошверцувани од Македонија. Некои партии бараат да се забрани производството на марихуана во земјава, бидејќи од 2017 година досега надлежни институции издале неколку десетици лиценци на фирми за одгледување и преработка на лековити растенија за фармацевски употреби. А поради измените на законот за сообраќај и одземените возила, бидејќи биле направени сообраќајни прекршоци или возачите возеле без дозвола, во неколку градови имаше протести на ромите. Тие блокираа патишта, палеле гуми и отпадоци, а имало и закани за тепачки. Се бара да се расчисти оваа ситуација, меѓутоа се знае дека законот е еднаков за сите. Во околината на Гевгелија, каде што се изведуваат работи за изградба на гасоводот, биле пронајдени 6 артилериски гранати по калибар од 55 мм од Првата светска војна. Гранатите биле пренесени на воениот полигон Криволак за уништување. Земјотреси во Грција и во Албанија се почувствувани со јачина од околу 3 степени во Битола и во Охрид. А повеќе од половина век оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, македонскиот јазик, минато, сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на поддршката, разбирањето и добрата волја од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алеки Димитар. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредниче и водител, писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Glasot naš čovekovi vo srcu
srce se objedinula. Jedno srce Makedonija, tri obnovi jedna sila. Vardar Pirin, Negej zemlja, večna ljubav tatkovina. Wilbur Kia и Wilbur Ford Car Dealer може денес да ви излезат во пресрет како полесно и побрзо да купите нова или половна кола Kia или Ford. Јавете се кај Симеон Талевски на телефонскиот број 6309865 за да добиете поволна цена и специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талевски на 6309865. Wilbur Kia и Ford Car Dealer се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 милии северно од македонската црква Свети Кирил и Методи. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam treba i dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашате за Алек или Димитар или навратите на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајковски Пелистерски на телефон 810-335-5552 Или на имейл dorajcovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Национално богатство, единствено во Европа. Овој скапоцен камен, како што вели Дејан Шкартов, промоторот на македонскиот рубин, ја има моќта на нашето срце. Символизира љубов, страст и внатрешна енергија. Скапоцен камен во Македонија е новитет, бидејќи скапоцените камења биле таму негде во светот, во екзотичните земји, нели, диаманти, рубини од Индија, и се одеднаш рубин од Македонија, и да кажеме првите 10 години бе тој период на инкубација, на ширење на идејата.
2006 година во мај ќе имаме 20 годишнина од првото објавување на македонскиот рубин во медиумите. Многу работа е помината, а моментот сега е, бидејќи мислата е зрела. Ние сме веќе една сцена на 7-80 дуќани кои го промовираме во цела Македонија. Еве охриѓаните, колегите наши од Охрид, таму има странци, доаѓаат делегации, така да еден човек не беше доволно. Туку сега ние како екипа, како сцена, бараме од институциите ваков феномен на природата да биде заштитен со закон, за да ни се обезбеди како суровина за нашето занечиство, бидејќи ние сме сега гранка на занечиството. Се смета за најголемиот поетски талент меѓу македонските преродбеници. Свесен за својата дарба, тој целосно и се посветува на книжевноста и на Македонија. Поради тогашните услови, твори на 3 јазици – грчки, бугарски и македонски. Роден е во Охрид, детството му било тешко. Татко му загинал кога имал само 6 месеци, па мајка му и сестра му аргатувале. Приличев уште како дете покажал исклучителна умешност. На 4-годишна возраст веќе знаел да чита и подоцна предавал на побогатите деца. Бил ученик на Димитар Миладинов, а потоа студирал медицина во Атина, но поради сиромаштија ја завршил само првата година. Подоцна повторно заминал во Атина и се пријавил на поетски конкурс. Со поемата Сердарот победил и бил прогласен за втор Хомер. Му била понудена стипендија за Оксфорд, но под услов да се откаже од словенството, што тој решително го одбил. По смртта на браќата Миладиновци се враќа во Македонија и се вклучува во борбата против туѓите влијанија, поради што бил и затворен. Се занимавал и со превод на Илијадата, кој предизвикал силни реакции. Приличев бил последен голем поборник за создавање општ книжевен јазик врз македонска основа и ја истакнувал традицијата на Охридската книжевна школа. Последните години ги минал во Охрид, разочаран, но останат верен на идејата за македонскиот јазик и култура. Бета, место где се молитва, рукописи и предање преносе више од 10 виекова. Овакви манастири нису само вjerски објекти, веќе живи архиви балканske исторije. Број 2. Градови кои су постојали прije основања Рима. На простору данашње Македонije постојала су урбана населја још у вриеме када Рим nije био више од локалног населја. Градови попут Стоби развијали су трговину, администрацију и вjerske центре столјеќима прije римског успона. Ови градови били су повезани балканским и егејским трговачким мрежама, са уреđenim улицама, јавним зградама и развиеном економијом, што говори о високом степену организације раних балканских друштава. Број 3. Рани хришćanски центри, скривени испод данашњих населја, испод модерних македонских градова, налазе се остаци раних хришćанских базилика, крипти и епископских сједишта из 4. у 5. виека. У градовима попут Охрид, археолози су откривали мозаике и црквене темелје директно испод савремених куќа и улица. Ови центри сведоче да е хришćанство овдje bilo snažno i organizovano vrlo rano, često skriveno ispod kasnijih slojeva istorije. Дека мојата земја се вика Македонија. И дека извесни народи оставиле спомен на таа земја. Сите ние знаеме дека ниту Србија, ниту Бугарија под турците не се викале со денешните имиња, туку со некои општи имиња. Народот станува национално свесен, господа. Настапува времето кога историските имиња се излекуваат од ризницата на историјата. Србите си го присвојуваат тоа што го имале некогаш. Бугарите го прават истото. Истото го правиме и ние македонците. За мене е важно дека мојата земја се вика Македонија. Денеки Македонија! Голема Чакаларов, ја нема Македонија. Не се сеи рако. Не ставај сол на раната. Не плакај волки на рајата. Она што е за тебе мртва глава, за нас е живо семе. И таа глава, што ќе закопаш во некоја дупка, ќе израсти како семе. И од тоа семе ќе израстат нови јунаци. Благо, мислиш дека ја носиш таа бушова глава, голема Чакаларов?
Македонија е полна со чакаларовци, кој од кој побушат. Сите се сеќаваме на одлуките. Поранешниот председател Ѓорги Иванов прима награда, тоест признание од рускиот председател Владимир Путин. Да слушнеме. Кој навистина многу значимен за мене лично. Сегодня в России торжественный день, день славянской письменности, а письменность пришла к нам как раз в Македонскую землю. Ну, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит в вашей стране.
торжественный день, день славянской письменности. Дарила за поздравления с присуждением мне этой премии. Желаем, безусловно, вам успехов. Така како што кажате, е голема, бидејќи ова е ден на всесловенските просветители Кирил и Методи, кои ги славиме како наши големи учители. Особено символиката, како што кажате, е голема, иако поминале толку многу векови, 1000 години, ние го чуваме споменот и на Кирил и Методи, и на Климен, и на Свети Наум. 2016 година, кога ние го одбележавме 1100 години од упокојувањето на живот и основна на Република Македонија. Во изминатите неколку години, во повеќе наврати јавно предупредував на опасностите кои се закануваат по стабилноста на Република Македонија и по суверенитетот на граѓаните на Република Македонија. Со длабоко жалење констатирам дека овие мои предупредувања беа игнорирани, а резултатот од тие игнорирања денеска сите го чувствуваме. Денеска ви се обраќам вам, на граѓаните на Република Македонија, со цел да ги разобличам сите лаги, конструкции и црни сценарија со кои бевме бомбардирани во изминатиот период. Од почетокот на мојата функција, одговорна ја представувам државата и убеден сум дека само со честен и транспарентен пристап ќе можеме да се спротивставиме на лагите за наводна вмешаност на мојот кабинет, Армијата на Република Македонија и Агенцијата за разузнавање во настаните околу 27 април. Почитувани, во кабинетот на председателот на Република Македонија никогаш не се разговарало, нити се размислувало за прогласување на воена или вонредна состојба. Со тоа ги отфрлам и сите шпекулации дека меѓународната заедница вршила каков било притисок врз мене да одстапам од некаков наводен план за прогласување на воена или вонредна состојба. Во овој момент јавно ги повикувам странските представници да излезат и да ги посочат тие кои ми вршеле притисок. Сценарио за воена и вонредна состојба немало, освен ако во Република Македонија не функционирал паралелен врховен командант на вооружените сили и паралелен генералштаб на Армијата на Република Македонија. Вистинското прашање е кому во тие моменти му одело во прилог да го злоупотреби кабинетот на председателот и да креира лажна перцепција за прогласување на воена или вонредна состојба. Оние кои ме обвинуваат и создаваат лажни вести со цел да ја делегитимираат институцијата председател, ги упатувам на член 124 од Уставот, каде стои дека воена состојба настапува кога предстои непосредна воена опасност од напад врз Републиката, кога Републиката е нападната или е објавена војна. Согласно член 125 пак од Уставот, вонредна состојба настапува кога ќе настанат големи природни непогоди или епидемии. Почитувани мои граѓани, на 27 април немавме ништо од ова. Година и пол, јас, како председател на Република Македонија и мојот кабинет сме постојана мета на лажни вести и лажни конструкции со цел по секоја цена да не вмешат во настаните од 27 април. Од 21 април 2017 година, без никакви докази и индиции, се обвинува кабинетот на председателот на Република Македонија. Се вршат притисоци и закани кон мене со цел да подклекнам и да одстапам од моите ставови во врска со политичките случувања во Република Македонија и политиките кои ги спроведува актуелната влада. По кој знае кој пат повторувам дека нема да одстапам од моите ставови. Деновиве сме сведоци дури и на важни искази дадени во судскиот процес за настаните од 27 април. These transforming glasses automatically лажен исказ пред суд кривично се одговара. Второ, ги охрабрувам сите оние кои ме обвинуваат слободно да се обратат до надлежните институции, Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Агенцијата за разузнавање, Управата за безбедност и контраразузнавање и други институции кои се споменуваат и да побараат веродостојни информации за планските и дневните активности на секој старешина, командант и војник.
Ови институции треба да одговорат на прашањата каде биле одговорните лица на 27 април или претходно и дали постојат какви било административни записи за подготовки на некакви сценарија за воена или вонредна состојба. Сакам да подсетам дека во врска со настаните од 27 април, Кабинетот на председателот и Агенцијата за разузнавање ги доставија сите извештаи до основното јавно обвинителство. Почитувани граѓани, уште еднаш подсетувам дека мојот кабинет во безброј наврати ги демантираше лажните вести со кои во континуитет се гради негативна перцепција за нас. Сметам дека еднаш за секојаш мора да се стави крај на ваквите небулозни шпекулации. Од сето она што во изминатиот период пишуваат дел од медиумите, ништо не излезе дека е вистина. Ниту чаршиските муабити дека го подготвуваме јасен за засолнување во случај на воена состојба, ниту тврдењата дека мојот кабинет дал дозвола за влез на странски разузнавач во собранието на 27 април. Она што намерно или ненамерно се избегнува, а граѓаните треба да го знаат, е дека јасен е јавно предпријатие и е под надлежност на владата. И овој факт е лесно проверлив. Отфрлен и обидот да се прикрие непрофесионализмот на странски разузнавач под изговор дека кабинетот му дал дозвола за влез во Македонското собрание. Истовремено, обвинителката Вилма Русковска јасно потврди дека јавното обвинителство нема докази за вмешаност на кабинетот на председателот во настаните од 27 април. Генералштабот на армијата на Република Македонија исто така демантираше инволвираност во настаните од 27 април и повика на транспарентност во доставување на информации во врска со овие настани. Исто така и Агенцијата за разузнавање најостро ги осуди сите облици за вмешување на агенцијата во конструкции и лажни вести. Почитувани граѓани, овде би сакал јавно да прашам, дали исказите на обвинетите се порелевантни од тврдењата на надлежните институции и носителите на јавни функции? Истовремено, ако Генералштабот јасно и недвосмислено демантираше инволвираност околу настаните на 27 април, или какви било сценарија за воена или вонредна состојба, не можам а да не поставам уште едно прашање пред целата македонска јавност. Во периодот кога деновите пред доставување на официјална покана за членство во НАТО се одбројуваат, кому му одговара да ја деградира армијата која го ужива најголемиот углед меѓу вас, граѓаните? Тоа беше излагањето на поранешниот председател Ѓорги Иванов. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia for Motor Company, телефон 630-986-5000.
секогаш. Чувај ја земја, чувај ја песна, чувај ја историја света и честна. Чувај го јазикот коренот стар, да светне утре како човек со кичма, човек со идеали, а не со партиска книжка како тој. Тој бил национален борец за каузата, борец за македонството. Исто и Брашнаров и сите нивни соборци во НОБ. Британските извори за генерал Михајло Апостолски известуваа, цитирам, тој не е комунист, туку страсен македонски патриот и врвен професионалец војник. Никогаш не се мешал во политика, се борел само за слобода. И тие луѓе од левото криво на ВМРО, таа линија, преку после ВМРО обединета, Димитар Влахов, преку КПМ, КПЈ, ја создаваат држава. Димче, КПМ се создаде 43 година, а државата веќе ја создава борци кои гине. Не ги мешаја револуционерите со комунистички бюрократи. Комунизмот, кој бил присутен во тоа време во Македонија, бил интернационален, а не национален. Комунистите биле глобалисти, а ти денес плукаш толку против тоа. И кога зборува за Димитар Влахов, биди внимателен, зашто бил бугарски намесник во Косово. Некои теми подобро задржи ги за себе, зашто ќе направиш проблеми на македонските национални интереси, а ќе ми отвориш устата на твоите газди од Москва и од Софија. Појма немаш од историја. Ново печени левичари, мејнстрим, социјалдемократи кои веќе се изгубени во време просто. Овие зборат за националното, сигурно се фашисти. Братче, ти си новопечен комуњар. До вчера беше десен со мене. Го продаде куќата, па денес си лев. А утре ќе се сетиш дека си без идеја. Дај доста се брукаш. Ниту си комунист, ниту си фашист. Ти си обичен политички печалбар или клиентела со твој вокабулар. Пристигна историска вест од Страсбург. Постмониторинг диалогот со Македонија е затворен. Денес парламентарното собрание на Советот на Европа, прочам, изгласа со мнозинство гласови затварање на постмониторинг диалогот за Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека Страсбург во консултација и со институциите од Брисел, кои потврдуваат значителниот напредок во градењето и напредувањето на демократските институции, борбата со корупцијата и владењето на правото, значителниот напредок кој што ги имаме постигнато во напредување на човековите права, во медиумската писменост, но и градењето на комуникацијата со граѓанскиот сектор, како и локалната демократија. Само за споредба, земји од регионот, како што се Србија, Албанија, Црна Гора, па дури Босна и Херцеговина, се уште се во оваа фаза на мониторинг или постмониторинг диалог. Дозволете ми во оваа прилика да се заблагодарам на владата и премиерот господинот Христијан Мицкоски, на институциите, на парламентот и моите колеги претеници токму од ова собрание, но и од собранието на парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбург, на известителите за исклучително важната работа која што ја вложија и ја посветија токму во овој извештај, како и на сите соработници кои што дадоа значителен придонес за да денеска сите заедно го прославиме овој историски успех. Ве поздравувам. Македонија заслужува вакви успеси. Да сте живи и здрави. Околу 20 часот, драстично намалување на бројката на сообраќајни прекршоци споредено со пред 2 месеци кога заточевме со тест периодот.
Отприлike имаме негде околу 500 сообраќајни прекршоци кои што се констатирани од страна на паметните камери и навистина сакам да укажам една огромна благодарност до македонските граѓани и совесните учесници во рамки на сообраќајот заради тоа што вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500. Вие сте тие кои што ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди отприлика за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Ве честитам за сето ова со имплементирање на овој проект. И еве од првиот ден, од првите неколку сати во рамки на неговото имплементирање, покажуваме дека сме можеле европските вредности да ги имплементираме во Македонија. Дека ќе се подобри животот во овие 2 години, но реално некако многу не чувствуваат дека им се променил животот. А видите, Министерот за спорт. Државата во слободен пат ја го зборувам наискрено, затоа што се трудам секогаш да бидам искрен, ако тоа во политиката можеби не е најпаметно нешто, меѓутоа се трудам да задржам дел од својот идентитет, затоа што така важам како спортист, така сакам да важам и сега како министер. Кога ќе ја начекате државата, јас гледам по спортот, меѓутоа сигурен сум дека и на по другите сфери е така, кога ќе ја начекате државата во еден слободен пат, многу е тешко да граѓаните осетат за 1 година, за 2 години било каква промена. Иако јас од она што можам да го гледам, што го гледам на владините седници, она што го знам што се работи, иако не секогаш е све јавно и официјално, меѓутоа она што се работи и законите и измените кои што носат на владините седници, мислам дека навистина секој оној кој што е задолжен за својот сектор дава се од себе. И почнувајќи од себе, јас сум задоволен како тоа ќе биде и мој одговор за работата, ајде вака, како сум ја некој да судам и да кажувам за другите, меѓутоа вака еден човечко гледиште на работите, а тоа е дека сум задоволен од мојата работа, меѓутоа секогаш оставам простор дека може да биде подобро. Значи вие да сите се ВМРО-ки, а реално во кој филм живеете сите, бе? Значи живеете во нереален свет. Значи вие имате проблем. Вие сакате да се наместите. Не да ми бидете професор. Селена сум за вас, колега, извинете, ама не можете така. Селена. Ова е Бог да чува. Уставот е тоалетна хартија. Како не разбирате? Ова е Бог да чува. Едно сообщение, драги слушатели, до вас од Илиноис, Индиана, Милвоки. Ве покануваме да ја слушате во живо македонската радиопрограма Оро Македонско секоја недела од 3 часот по пладне чикашко време на Бирач Broadcasting 1080. На истата радиостаница Voice of Macedonia од 1 до 2, а Оро Македонско од 3 до 4. Ви благодараме.
Православна црква да си земе тонуса од Вселенската патриаршија во Цариград. Демократски црти проблемот е притисокот до Руската црква да тоа не се случи. Тоа е. Може ли да се интерпретира като намеса на српски свет во Македонската православна црква? Да, и руски. И руски свет. Драги мои македонци, денеска се наѓам во едно посебно место, во пределот Меглен, село Слатина, Егејска Македонија. Село каде што е родена и погребана македонската светица Света Злата Мегленска. Една кратка приказна за неа. Света Злата Мегленска е македонска светица која што била најубава девојка во овој регион. Во неа се влюбува еден турчин кој сака да ја земе да биде дел од неговиот харем и бара од неа да ја промени верата, да ја промени националноста. Таа по долги убедувања, дури пограбнување, 6 месеци била грабната во неговиот харем. Турчинот, мислејќи дека другите девојки ќе ја предомислат, сваќа дека нема да успее во таа намера и ги предупредува нејзините родители дека ќе ја убие и ќе ја распарчи на ситни парчиња. Родителите ја молат, ја убедуваат Света Злата да ја смени верата. Но таа им вели: доколку и вие ме терате да се одречам од Христа, вие повеќе не сте ми родители. Мој татко е Христос, а моја мајка е мајка Богородица. Турчинот го исполнува ветувањето и ја долго време ја мачи и ја убиваат. Ја распарчуваат на ситни парчиња и мештаните скришно ги закупуваат тие делови од незиното тело на секаде низ ова село. Света Злата била и ден денеска е символ на непокорност, на храброст, на љубов према Христа и на сите нас еден голем показател, едно олицетворение какви треба да бидеме кога ни е тешко и кога не мачат, да кажам. Еден дух на непокорност, огромна љубов према Христа и према Македонија. Драги мои, колку да не е тешко, верувајте, нејзи е било потешко. Не подклекнала, не се предала, не се дава така лесно. Затоа е денеска светица. Драги македонци, колку и да не е тешко, немојте да не подклекнат. Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Telegraph во Dearborn Heights. Телефонскиот број 313-278-5100. Терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик, сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас.
Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Празници се ближат, побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Од мојата колешка Анета следува и оваа соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630-432-9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Зародот мој, дај му сила да се врати и се молам милно Боже, ја зародот мој, дај му сила да се врати и се молам милно Боже, ја зародот мој, дај му сила да се врати Јас сум Димитар Кулевски Кулето. Моментално сме вечерва на фестивало, а снимаме за радиото Оро Македонско. Ве поздравувам. Личности Македонije. Broj 1. Aleksandar Veliki. Aleksandar Veliki je jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, rođen u antičkoj Makedoniji. Za samo 10-ak godina stvorio je carstvo koje se protezalo od Balkana do Indije. Ono što je manje poznato jeste da nije bio samo osvajač. Svjesno je širio helenističku kulturu, miješao narode i običaje i sebe vidio kao vladara različitih svjetova, a ne samo jednog naroda. Broj 2. Car Samuil. Car Samuil je bio vladar moćne srednjovjekovne države sa centrom u Makedoniji, a prijestolnice su mu bile Ohrid i Prespa. Decenijama je odoljevao Vizantiji i važio za jednog od najopasnijih protivnika cara Vasilija II. U narodnom pamćenju ostao je kao simbol otpora i tragedije, naročito nakon poraza kod Belasice i osljepljenja njegove vojske. Broj 3. Majka Tereza. Majka Tereza rođena je u Skoplju, tada dijelu Osmanskog carstva. Iako je djelovala širom svijeta, posebno u Indiji, uvijek je isticala svoje porijeklo sa Balkana. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir, a postala je globalni simbol saosjećanja, žrtve i pomoći najsiromašnijima. Цар на Самоиловото царство. Некои велат дека сум бил дел од Бугарското царство, но дали ја знаат вистината? Ако тоа царство се распаднало пред да дојдам на тронот, што точно сум наследил? Ако потекнувам од династија што не е бугарска, како сум дел од бугарската историја? Јас сум предок на модерните македонци, а тие мои потомци. Моето царство се простираше на територијата на Македонија и има континуитет со денешната Република Македонија. Чујте ја вистината заснована на факти и историски извори. По смртта на цар Петар I, Бугарското царство престана да постои. Преслав, нивната престолнина, падна под византиска контрола во 971 година. Овој настан е јасно опишан од византискиот хроничар Јован Скилица во неговото дело Synopsis Historia. На страна 268 од англиската преведена верзија, Скилица вели: по падот на Преслав, Бугарија веќе не постоеше како организирана држава. Како можев да наследам нешто што веќе не постоело? Јас не ја наследив Бугарија.
Јас создадов ново царство на територијата што ја сочинуваше мојата визија за слободен народ. Јас не потекнувам од бугарските кралски династии. Мојот татко Никола и јас не сме дел од Крумовата или Пресјановата линија. Според Сенапсис историјен ке на Јован Скилица, страна 269, комитопулите ја презеле власта во хаосот што следел по распадот на Бугарија. Историчарот Џон Фајн, во својата книга The Early Medieval Balkans, на страна 197 истакнува: Самуил и неговите браќа не беа наследници на старата бугарска династија, туку основачи на нова политичка структура. Ако не сум дел од бугарската династија, тогаш не сум бугарски цар. Јас сум основач на нова династија, ново царство и нова историја. Преслав, престолнината на старото бугарско царство, беше освоен од византијците и земен под византиска власт. Јас го избрав Охрид како нов центар на моќта. Според Byzantium's Balkan Frontier од Пол Стефенсон, на страна 162, Охрид станува духовен и административен центар на мојата држава. Таму изградив цркви и тврдини и го зацврстив моето царство. Ако моето царство било бугарско, зошто не ја зачував нивната престолнина Преслав? Моето царство беше ново, независно, со свој идентитет и свој центар. Моите најголеми непријатели не беа само Византија и Србија. Тоа беа бугарските аристократи кои ме гледаа како узурпатор. Според Скилица, на страна 270, бугарските аристократи се здружиле со Византија за да го уништат моето царство. Историчарот Љубомир Иванов во своето дело Цар Самуил, македонскиот владетел, к страна 114, истакнува: предавствата на бугарските аристократи го докажуваат нивното отуѓување од Самуил, кој создаде нова држава базирана на народот од територијата на Македонија. Ако бугарите ме предале, тогаш јас не бев бугарски цар. Јас не го продолжив бугарското царство, јас создадов ново царство. Моето царство ги вклучуваше териториите на денешна Македонија, Албанија и делови од Грција. Народите што живееја овде беа мојот народ, народ кој зборуваше свој јазик, ја следеше својата вера и ја градел својата култура. Според Џон Фајн, The Late Medieval Balkans, страна 205, Самуиловото царство е основата за идниот македонски идентитет. Денес, Република Македонија го продолжува моето наследство. Јас, Самуил, сум предок на модерните македонци, а тие, мои потомци. Мојот народ го зачува духот на моето царство и го вгради во современата македонска држава. Ако мојот народ и моето царство се на територијата на Македонија, тогаш модерната Република Македонија е природното продолжение на моето дело. Јас сум Самуил, цар на Македонија. Разделба. Нам ни е дадено за ден да сакаме и пак на разделба тажни да бидеме, и пак си велиме, не заборавајме, а може никогаш да не се видиме. Пат ќе ни препречат градови изгорени, пат ќе ни препречат мостови соборени, пат ќе ни препречи куршумот чело. И пак сме можеле тажни да бидеме, и пак си велиме, не заборавајме, а може никогаш да не се видиме. Благодарам. Да, се мина веќе и свршено се е. Секо молња денес згасна во темнината. Па сега сум море, каде пустош тлее, и солза сум самовземица истината. Може би за волот друго срце треба, и тагата да е лачна месечината. Може би јас нема да се најдам себе, може би, но слеј се со тишината. И заборав утре кога ќе ме скрие, и што сонца светнат над нас во висината. Во моите очи еден зрак ќе бие, една жива струја и дах на вистината. Тоа беше поетското каче од мојата колешка Нела.
Што го завршено? Нешто си работел, вајте, тоа што го завршено или пиво? Јас сум воен инвалид. Ако смеам да прашам од шо, како? Операција имав да ми ги извадива тестисите. Абе, се речи слободно јајцата тестисите. Наши сме тука што... Јајцата е добро, јајцата би ги извадила. Тоа, уопште да не се кире, само да побараме аз тука, да видим каде има празни места. Еве, има НАТО и Европска унија. По-убаво здравие. Супер, НАТО, супер. Еве, тука пишам НАТО, Миле беше, така? Да, Миле. И кога да дојам сега да работа? Миле, од утре, до 12 сати, може да идиш на работа. А зашто од 12? Па нели владава, ние влада работиме по 17 сата цел ден, или од 8, зашто од 12? Абе, Миле, тоа е за преднародот, ти фектуе ли? А низверно, тој го стави од 8,5. Ама, право да ти кажам, ние до 8,5 до 12 и чешаме јајца. А ти шо ќе правиш? А да дојдам ја ипак малце, да шефот да му помогне? Ти знаеш ли колкава е редица таки шефот, бе? Ја не можем да дојдем ред таму, ти нов. Помеани пијам, чекав утро да се раздени. Кај тебе да дојдам, маđун да си кубам и со тебе збор да прозборам. Немој, Ратке, немој зборот да го враќаш и да ме сакълнисваш. Сиот пекмес пазарденот ке го памти, кога Ратка зборот ми го врати. Немој, Ратке, немој зборот да го враќаш и да ме сакълнисваш. Сиот пекмес пазарденот ке го памти, кога Ратка зборот ми го врати. Браво, брате! Две жални вести. Деновиве уште една љубанска снаа почина Љуба Нивичка. Останаа да жалат двете ќерки со своите фамилии, а на тој свет ќе пречека сопругот Павле. Во последен момент добивме уште една жална вест. Во Сиракјус, Њујорк, почина уште еден љубанец, Тале Германски. Бог да го прости Павлеица Нивичка и Тале Германски. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.